أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Навистина, бреќа, страстите имаат силно влијание врз душите и срцата на луѓето. Затоа оставањето на она што човекот го посакува, а е забрането, навистина не е лесно. Освен за оној кому Аллах субханаху ва таала ќе му помогне, ќе му го олесни патот и ќе го зацврсти на правиот пат. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: нема да оставиш нешто што е забрането заради Аллах азза ва джел, а Аллах да не ти го замени со нешто што е подобро за тебе од тоа што го остави. Вели Катада рахимахуллах: нема човек што има можност да направи нешто забрането, а потоа го остави поради страв од Аллах азза ва джел, а Аллах уште на овој свет пред ахиретот да не му го замени со нешто подобро за него од тоа што го остави заради Аллах азза ва джел. Вели Ибнул Кајим рахимахуллах: највозвишеното со кое Аллах азза ва джел му надоместува на човекот што ќе остави нешто заради него е чувството на блискоста со Аллах субханаху ва таала, љубовта кон него, смиреност на неговото срце, како и задоволство од својот Господар азза ва джел. А покрај наградата што ја добива уште на овој свет, него го очекува и целосна награда на ахиретот, како што вели возвишениот Аллах азза ва джел: "Ва ан лейса лил инсани илла ма са'a, ва анна са'јаху сауфа юра, thumma юджзаху al-джазаа al-ауфа." И на човекот му припаѓа само она за што се трудеше, она што го работеше, и неговиот труд навистина ќе биде виден, а потоа за него ќе биде награден со најпотполна награда. Кога внимателно ги разгледуваме куранските ајети на возвишениот Аллах азза ва джел, во нив го препознаваме овој благословен надомест. Од тие примери е и примерот кога Ибрахим алейхи салату вассалам се оддалече од својот народ, се оддалече од својот татко и од сето она што тие го обожавале покрај Аллах азза ва джел, па Аллах му подари Исхак и Јакуб, како и правенно потомство на пратеници алейхиму салату вассалам. Сулейман алейхи салам, кој ги сакал премногу конјите, зашто му користиле во борба на Аллаховиот пат и се пренесува дека имал на 20.000 конји, но кога поради занимавањето со нив воена прилика го пропуштил или не го клањал на време намазот, се откажал од сите нив и ги заклал заради Аллах субханаху ва таала, тогаш Аллах му надоместил со нешто подобро, со ветерот кој по негова наредба го носел каде што ќе посака. Кога Јусуф алейхи салам одбил да направи блуд со жената на управникот, со жената на владарот, иако таа му ветувала углед и големо влијание во дворецот, тој стрпливо го избрал затворот за да се оддалечи од расипаноста и искушението. Плашејки се од возвишениот Аллах азза ва джел, тогаш Аллах субханаху ва таала му го надоместил со тоа што му дал власт и цврста положба на земјата, па престојувал каде што ќе посакал. Кога жителите на Асхабул Кехф,
кога жителите на пештерата се оддалечиле од својот народ и од она што тие го обожавале покрај Аллах Азза ва Джел, бегајки со својот таухид и со својата вера кон Аллах Азза ва Джел, Аллах ја проширил неговата милост кон нив, им обезбедил заштита и спокојство и ги направил причина за управување или за упатување на народите и ги направил аед за сите оние кои ќе дојдат после нив. Кога првите мухаџири на муслиманите, заради Аллах Азза ва Джел, ги оставија своите имоти, домови и татковина, ги оставија заради Аллах Азза ва Джел и замина во туџина каде што нема ниту имот, ниту семејство, ниту деца, го напуштија удобниот живот во земјата во која порасна, во земјата во која беа навикнати и се преселија во далечна и непозната земја каде што ги очекуваше тежок живот. Го оставија тоа што го сакаа заради Аллах субханаху ва таала, па Аллах Азза ва Джел им надомести и на овој, а и на другиот свет. На овој свет му се отворија градовите, народите им се покорија и им беа дадени богатствата на оваа земја. Во Мека влегоа безбедни откако имаа страв и исто така беа победници откако беа слаби. А на ахиретот Аллах Азза ва Джелла им подготвил благородна награда. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. А оние што направија хиџра, оние што се иселија заради Аллах Азза ва Джел, откако им беше нанесена неправда, ние сигурно ќе им дадеме убаво место на овој свет, убава награда, но наградата на ахиретот е уште поголема само кога би знаеле. Јахја ибн Ејуб раскажува и вели дека во Медина живеел побожен младич, чие однесување му се допаѓало на Омер ибн Хаттаб ради Аллаху ан. Една ноќ, враќајќи се од јација намаз, една жена го завела, па тој тргнал по неа. Кога стигнал до незината врата, се присетил на Аллаховите зборови: "Иннел лезина тақау иза мессахум таифун минеш шејтани, тезекеру фе иза хум мубсирун." Навистина богобојазливите, кога ќе ги допре шејтанско искушение, кога ќе ги доведат во некаков харам или греф, се присетува на Аллах Азза ва Джел, се присетува на големината на Аллах Азза ва Джел, на неговата строгост и казна, па веднаш прогледуваат, па веднаш се подсетуваат и се оддалечуваат од тој харам. Од силниот страв паднал во несвест. Кога подоцна му раскажал на својот татко што се случило и повторно го проучил овој курански ајет, тогаш паднал, преселил и се вратил кај својот господар. Кога Омер ради Аллаху анху дознал за тоа, отишол на неговиот гроб и рекол: "Валимен хафе мекаме раббихи дженнетан." А за оној што се плашел од стоењето пред својот господар, ке има две дженнетски градини. Ибнул Кајим рахимахуллах рекол: Аллах не им забранил нешто на своите робови, а да не им дал подобра замена за тоа. Им го забранал гатањето и сихрот, а им ја дал довата на истихара намаз. Ја забранил каматата, а ја дозволил честната и профитабилната трговија. Го забранил коцкањето, а дозволил корисни надпревари. На мажите им ја забранал свилата, а им дал многу други убави и вредни видови на облека. Го забранил блудот, а им го дозволил бракот. Го забранил алкохолот, а им дал разновидни и вкусни дозволени пијалаци. Ги забранил музичките инструменти за забава, а им го дал слушањето на Куранот. Им ја забранил нечистата и штетна храна, а им ја дозволил чистата и добрата храна. Оно што ќе размисли за ова, лесно ќе ги остави погубните дела и страсти и ќе ги замени со она што е корисно. Така ќе ја спозне Аллаховата мудрост и милоста во она што тој го наредил и во она што тој го забранил. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. А меѓу луѓето има и такви што го жртвуваат својот живот, барајки го Аллаховото задоволство, а Аллах е благ кон своите робови. Тие заради Аллах Азза ва Джел го дава највредното што го поседуваат, па Аллах им дава нешто повредно од она на што се надеваат. Го оставаат она што го посакуваат заради него, а тој им го дарува на љубавото што им го ветил субханаху ва таала. Па оставете го она што Аллах Азза ва Джел ви го забрани и знајте дека Аллах сигурно ќе ви го замени со она што е подобро и посакано за вас и на дуња, а посебно на ахирет.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والملحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في ميانمار، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من حارب لأجلك، اللهم انصر من حارب لدينك، اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالمرتدين الحاقدين، اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بهم جميعا. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.